Проценките на здравствените власти се дека состојбата во Северна Македонија како и во светот се влошува со завршувањето на летото. Од минатата седмица се забележува секојдневно зголемување на бројот на позитивни случаи на COVID-19. Денеска се регистрирани 88 ново заболени и 5 починати. Најпогодена е категоријата граѓани над 60 годишна возраст, но има тенденција на зголемување на инфицирани и меѓу помладите. Министерот за здравство денеска предупреди дека ова може да е најава за нов есенски бран на коронавирусот. Вината за растот на заболени се бара кај неодговорните граѓани. Од анализите на епидемиолошките анкети на ново заразените, јасно може да се заклучи дека главната причина за зголемување на бројката се должи на непочитување на мерките, и тоа пред се групирање, семени, собери, прослави, свадби кои што се забранети и слични настани, но и генерално опуштање на граѓаните. Очигледно дека граѓаните заборавија на важноста за почитување на мерките и последиците кои ги сносиме сите од нивното непочитување. Летото е зад нас, а со тоа и стабилниот период кој што досега го имавме полека завршува. Ризикот кој го носи есента е сериозен аларм дека мора и натаму да делуваме за да го заштитиме и јавното здравје, но и здравствениот систем. Според анализите од почетокот на епидемијата па до 19 септември најголем број случаи се регистрирани во Скопје, Куманово, Тетово и Штип, при што највисока инциденца на 100.000 жители има во Штип. Најголем број од заболените се инфицирани преку локален пренос на вирусот. За наредниот период се најавуваат поостри контроли. Последните денови ќе ги засилиме и контролите за спроведување на мерките и протоколите кои се веќе на сила, сите инспекторати, институции кои се задолжени за спроведување на мерките интензивно ќе работат и апелирам состојбата да се разбере многу сериозно. Во тек се анализи и планови за воведување евентуално на нови мерки за спречување на понатамошното ширење на вирусот. Во опција се е задолжително носење маски и на отворено, ограничување на собирање, ограничување на бројот на лица што седат на иста маса во гостителски објекти, силни контроли за да се спречат масовни семени собери и прослави. Целта е, како што објасни Филипче, да се избегнат рестрикции на движење како што беше случајот пролетва. Но предупреди дека ако е нужно, и тоа ќе се направи. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.